Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. Прв ден од месец мај воедно и светски ден на трудот. Останете со нас, започнуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денешниот ден. Велешани традиционално на првомејски излет на езерото Младост. Се употребували заштитна опрема на работните места. Интернационалниот ден на џез музиката одбележан со концерт на џезерите Летечки пикинизери. Граѓаните традиционално секоја година практикуваат излет за првомајските празници и оваа година Велешкото езеро беше преполно со посетители. Колешката Емилија Ничовска беше таму. Како и секоја година, велешани се упатеа кон излетничките места да го прослават 1 мај. Сите патишта водеа кон езерото Младост и местата покрај реката Бабуна. И за голем број на луѓе од останатите градови, Велешкото езеро беше совршена дестинација за празнување на овој ден. Сончевото време дополнително го подигна расположението на сите оние кои со песна и богата трпеза го одбележуваат денот на трудот. Продолжениот викенд за некои беше одлична прилика да отпатуваат, но и да постават шатори и да ги поминат 3 дена во природа. Како и секоја година, преферираме да бидеме во природа за тој ден. Традиционално, кој секоја година, идеме на ресторанот на Романтик, претежно, пошто сега со новите измени, нели, пошто не смееме веќе да палиме скара. Мислам дека повеќе овој ден е за природа, не за кафичи, за други работи. Во природа. Желба ни е во природа се дружиме, со друштво и така малци спаднавме на прошетка. За разлика од изминатите години, граѓаните беа поделени во прославувањето. Традиционално Велешани денот на трудот го празнуваат на езерото Младост. Дел од нив 1 мај го поминуваат во угостителските објекти, а дел со пикник во природа. Пред почетокот на празниците, јавното комунално предпријатие Дервен изврши чистење на крајбрежниот појас на езерото Младост. Во насока на зачувување на животната средина беа поставени дополнителни садови за отпад. Службите апелираат до граѓаните совесно да постапуваат со отпадот кој го создаваат и да го фрлаат на соодветните места. А денешниот ден е работен ден за некои институции. Полициските службеници од рано изутрина се на терен. Територијалната противпожарна единица и итната медицинска служба исто така се на своите работни места. Сите тие со апел до граѓаните да внимаваат на безбедноста, особено оние кои прославуваат во природа. На денешниот ден кој за повеќе граѓани и институции е неработен, полициските службеници се на своите работни позиции. Од рано изутринава се на излетничките места, го регулираат сообраќајот и се грижат за безбедноста на граѓаните. Сообраќајот се одвива нормално. Од секторот за внатрешни работи се надеваат дека до крајот на денешниот ден возачите ќе ја почитуваат сообраќајната култура. Секторот за внатрешни работи Велес, како и секоја година и оваа година, се подготвени за престојниот 1 мај, денот на трудот. Оваа година, за среќа на тие кои го чекаат, се продолжи, мислам се погоди во продолжен викенд, петок, сабота и недела, така да ние работиме сите 3 дена. Службите се веќе на терен од 6 часот наутро па до 24:00 на 3 мај. Денеска на своите работни места си екипите на територијалната противпожарна единица. Во текот на денот неколку пожарникари ги посетуваат двете неголеми излетнички места во Велес, езерото Младост и брегот на реката Бабуна. Од таму велат дека засега немаат никакви проблеми. Апелираат до посетителите на излетничките места да внимаваат каде ги оставаат материите кои лесно можат да предизвикаат пожар. Овие денови секогаш се палат скари. Излетниците сакаат да го прослават овој ден кој што за нас е работен, да го прослават најдобро, но апелираме до сите излетници да не палат огин, односно да внимаваат кога ги разгоруваат скарите, да не дојде до запалување, односно до оштетување било на
возилата кои што се наоѓаат било на шумата која што е во непосредна близина. Денешниот 1 мај работен е изидната медицинска служба, како и за голем дел од медиумите кои во своите прилози ја прикажуваат денешната слика од празнувањето на Денот на трудот. Денес е 1 мај, Ден на трудот кој се слави на секаде низ светот. Празникот е посветен на борбата за зачувување и унапредување на работничките права. Постарите работници ги паметат долгите првомајски паради кога излегувале на улица, барајќи повеќе права за себе како работници. 1 мај е меѓународен празник кој се слави ширум светот. Во многу земји се поистоветува со Денот на трудот кој произлезе од традициите на работничкото движење, иако славењето на 1 мај има длабоки корени во древните пагански празници посветени на природата. Празникот на трудот, кој се празнува на првиот ден од мај, е посветен на борбата за зачувување и унапредување на работничките права. Всушност е ден на кој се оддава почит кон жртвите на штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. Синдикалното движење во Македонија има длабоки корени и традиција. Првите синдикални зачетоци датираат од 1908 година, кога е формиран првиот легален синдикат на чевларските работници. На првиот земски конгрес на работниците и намештениците на Македонија, кој се одржал во Скопје од 18 до 21 август 1946 година, продолжува традицијата на синдикализмот од пред војната, со формирањето на единствената синдикална организација Сојузот на синдикатите на Македонија. Вообичаено кај нас овој ден се користи за излети во природа. Скоро секој град има своји традиционални излетнички места, а тоа се најчесто зелени прекрасни ливади покрај вода каде населението ја пали традиционалната скара и со песна и игра го поминува Денот на трудот. Слично како и кај нас, така и во други европски држави овој ден се прославува во природа, покрај логорски оган на кој се спрема скара или некое друго јадење. Постарите работници ги паметат долгите првомајски паради, кога излегувале на улица барајќи повеќе права за себе како работник. Првомајските протести замрија, можеби поради тоа што во Македонија се почесто изостанува во компаниите синдикалното здружување. Синдикатот континуирано вложува напори работите да се променат на подобро. Подпишувањето на колективни договори и износот на минималната плата во Македонија е резултат на соработката на синдикатот со владата и работодавачите. Во некои земји во Северна и Централна Европа, во природа се излегува ноќта спроти 1 мај и се прославува плодноста, при што се пие и пее долго во ноќта покрај запалените огнови. Ако 1 мај меѓународниот ден на трудот некогаш се одбележувал со масовни протести на улиците, сега 50 години подоцна повторно се слави 1 мај Ден на трудот, но наместо на улиците граѓаните го прославуваат со скара и добро расположение, потсетувајќи ги бројните околни излетнички места, а некои од нив отпатуваа и надвор од земјава. Некогаш 1 мај, меѓународниот ден на трудот, се одбележуваше со масовни протести на улиците против работничкото угнетување и работни акции. Денешниот ден беше посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците. Улиците беа преплавени со луѓе кои ја очекуваа првомајската парада. Со насмејани лица и очи широко упатени кон колоната што доаѓа, се слави 1 мај Денот на трудот, а утредента е ден кога треба да се замине на излет за да се одмори работничката класа. Сега, 50 години подоцна, повторно се слави 1 мај Денот на трудот, но наместо на улиците, граѓаните го прославуваат со скара, пиво и во добро расположение, посетувајќи ги бројните околни и излетнички места, а некои од нив пак отпатуваа и надвор од земјава. Постарите граѓани со носталгија се присетуваа на убавите времиња, на времињата кога овој празник работниците го славеа како нешто лично свое. 1 мај некогаш и денес. Како порано сте го славеле, а како е денес? Ние го славевме и порано кога што не треба. Одевме на викенд и на 2 мај нешто славевме. 1 мај е ден на трудот, 1 мај е ден кога работниците нешто направија и во Америка и во Западна Европа и по мене 1 мај треба секогаш да се празнува со протести. Па се славеше како тоа беше ден на работниците. Се излегуваше во природа со јадење кој што се припрема. Не го тераме Великден и Божич, го тераме едино 1 мај и Нова година.
Како беше такво, пераме. Поарно е сега него тоги. Поарно е сега. 1 мај, Меѓународниот ден на трудот, за Сојузот на синдикати на Македонија и понатаму останува синоним на борбата за работничките права, особено во ова ново време, кога работничката класа е многу посвесна за она што е таа и што се и припаѓа. Безбедноста на работното место е еден од задолжителните услови што треба да ги има секој работник. Според Законот за безбедност и здравје при работа, сите работодавци мора да обезбедат заштитна опрема за своите работници. Голем дел од компаниите го почитуваат законот, но се уште работниците се изложуваат на ризици без лична заштитна опрема. Здравјето и безбедноста на работникот се меѓу основните човекови права. Неговата заштита при работа треба да биде најважниот фактор во која било индустрија. Законот за безбедност и здравје при работа ги обврзува сите работодавци да обезбедат заштитна опрема за своите работници. Велешките компании најчесто ги купуваат трите основни производи за заштита при работа: заштитно одело, чевли и ракавици, а при изборот на заштитната опрема, компаниите бараат секој производ да биде по европски стандарди за квалитет, со што би се придонело за поголема безбедност на работниците. Постојат куќи во Македонија кои што може да го испитаат квалитетот и за истите ни издаваат сертификати за квалитет. Меѓутоа за поголем дел од артиклите испитувањето, односно сертификатот за квалитет го добиваме од нашите странски партнери. Според извештајот на Македонското здружение за заштита при работа, лани во Македонија се случиле 130 несреки, од кои 42 работници го загубиле животот. Несреките најчесто се најфатални за градежните работници, а причините се пат од височина и неносење лична заштитна опрема. Покрај овие три ставки што ги наведовме, заштитно одело, кондури и ракавици, секој градежник, посебно оние градежни работници кои што работат на висина, задолжително мора да носат појас за висина, заштитен шлем. Секој работно место подлежи на ризици, но на работодавците им останува да превенираат и да ги обучат работниците да се заштитат. Безбедна и здрава работна околина е придобивка за сите. Случајно или не, 30 април, интернационалниот ден на џез музиката се прославуваше и во Велес. На сцената на театарот Јордан Хаџиконстантинов Џинот, љубителите на џез музиката имаа можност да го проследат концертот на единствените по музичкиот израз кај нас 5 мина млади свинг џезисти летечки пекинезери. Деталите за синокешниот концерт во прилогот на колешката Елица Радевска. Џез, музика што ги помести границите на светската музичка култура. Херби Хенкок, пијанист и амбасадор на добрата волја на УНЕСКО, е главниот актер поради кој светот го прославува Интернационалниот ден на џез музиката. Случајно или не, 30 април се прославуваше и во Велес. На сцената на театарот Јордан Хаџиконстантинов Џинот, љубителите на џез музиката имаа можност да го проследат концертот на единствените по музички израз кај нас, 5 минута млади свинг џезисти, кои себе се нарекуваат летечки пекинезери. Цел свет го прави тоа како интернационален ден на џезот. Има многу такви празници, а ето џезот е една модерна музика што веќе зима некаков музејски облик и е дел од културата, значи мислам дека и како најмладите луѓе треба да бидат запознаени, најстарите, мислам сите луѓе треба да се запознаени. Интернационален ден на џезот мислам како настане убав настан да се одбележи. Пекинезерите не настапуваат прв пат пред велешка публика. Единствена разлика е тоа што прв пат настапуваат во театар каде публиката седи. Бојан Петковски, гитарист во летечки пекинезери, вели дека преку ваквиот начин на представување, присутните имаа можност во целост да навлезат во музиката. Од театарот пак велат дека ваквите настани се позитивни за поголем развој на џез музиката. Сметам дека е убаво и во објектот на новиот театар да има овакви настани, бидејќи многу често се случувало конкретно и самата група летечки пекинезери има доста соработувано со нашиот театар, воопшто со театарот и сметам дека е добра идејата. Оваа година домаќин на официјалната светска прослава е Париз,
а еден од слоганите е животот е како джез, најдобар е кога го импровизираш. Општина Велес за прв пат оваа година го прославуваше Интернационалниот ден на джезот. Интернационалниот ден на джезот, освен во Велес, во Македонија се прославува и во Битола. Цел на оваа глобална манифестација е зголемување на свеста кај меѓународната заедница за вредностите на джез музиката како едукативна сила, алатка за промовирање на мирот, заедништвото, диалог и зајакната соработка меѓу луѓето. Владата со финален став државната матура ќе се полага по стар концепт, а екстерното ќе продолжи да се применува. Покренат обвинителен акт против осомничените во пуч, вести од Македонија. Државна матура оваа година ќе се полага по стариот концепт. Ова е епилогот по четвртата средба меѓу представници на средношколскиот пленум, министерот за образование Абдулаки Мадеми, вице-премиерот Владимир Пешевски и заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Вице-премиерот Пешевски потврди дека конечна е одлуката годинава да се полага државна матура според стариот концепт, а понатаму да се формираат работни групи на сите засегнати страни, за да се бараат прифатливи концепти за сите прашања. Пешевски упати апел до учениците, родителите и директорите од понеделник да се вратат во училиштата на настава, бидејќи како што рече, изгубено е многу време и треба да се надополни изгубениот материјал, што е во најголем интерес на самите ученици. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција во Основниот суд Скопје 1 поднесе обвинителен акт против осомничените во предметот пуч. Во соопштението наведуваат дека тоа е сторено по спроведување сеопфатна истражна постапка, разгледување и анализа на прибраните докази и факти за овој предмет. Прво обвинетиот ЗВ се терети за едно продолжено кривично дело, неовластено прислушкување и тонско снимање, шпионажа и насилство спрема представници на највисоките државни органи. Второ обвинетиот ГЛ е обвинет за едно продолжено кривично дело, неовластено прислушување и тонско снимање и шпионажа. Трето обвинетата СВ за кривично дело шпионажа, додека четврто обвинетиот ЗЗ за кривично дело насилство спрема представници на невисоките државни органи и пето обвинетиот БП за кривично дело насилство спрема представници на невисоките државни органи. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција до Основниот суд Скопје 1 поднесе и предлог за продолжување на мерката притвор. Основното јавно обвинителство го достави и обвинителниот акт до Основниот суд Скопје 1, кој е распределен на Совет за оценка. Воедно кривичниот совет при Основниот суд, по предлог на Основното јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, ја продолжи мерката притвор за обвинетите, поради тоа што се уште стојат причините поради кои е определена. А од вестите од светот, зголемен бројот на жртвите во земјотресот во Непал, демонстрациите во САД продолжуваат, нова ерупција на вулканот Калбуко. Повеќе од 6000 жртви на 13.000 повредени од катастрофалниот земјотрес во Непал пренесуваат светските новински агенции. Како што јавува Франс Прес, точната бројка на жртви изнесува 6205, додека 13402 се повредени. Пороните дождови кои се појавија ги забавуваат спасувачките екипи. Пристапот до патиштата е голем проблем за хуманитарната дејност, затоа што повеќето патишта до селата се силно покриени од свлечиштата и пукнатините. Земјотресот кој што ги направи овие катастрофални последици го потресе Непал на 25 април. Епицентарот се наоѓа на 82 километри северозападно од главниот град на земјата Катманду, а земјотресната појава е на 15 километри длабочина. Земјотресот беше проследен со серија потреси, од кои на силниот беше со магнитудот 6,7. Демонстрациите во САД поради полициското насилство кои започнаа во четвртокот продолжуваат. Демонстрантите протестираат против полициското насилство, на кое честа жртва е афроамериканската заедница. Тие побараат да бидат разјаснати околностите околу апсењето на 25-годишниот црнец Фреди Греј, чија смрт стана епизода од мрачна серија. Многу од нив носеа транспаренти со слогани како животот на црнците има цена или стоп за полицискиот терор.
Повторно еруптираше вулканот Калбуко, лоциран во југоисточниот дел на Чиле. Новата ерупција, која исфрла огромен столб од пепел во воздухот, ги принудила локалните власти повторно да ги евакуираат жителите од овој регион во радиус од 20 километри. Прогласено е црвено ниво на опасност, иако новата ерупција е многу помала во однос на претходните две. Ветровите дополнително ја зголемуваат опасноста, бидејќи гасовите високи околу 4 километри од кратерот на вулканот се разнесуваат по погусто населените места кои претходно не биле погодени од ерупцијата. Чилеанската геолошка служба не очекува поголеми ерупции, освен во случај на дожд ќе биде загрижувачка појавата на вулканска кал. Дејан Јовановски најверојатно ќе извршува функцијата генерален секретар на македонската кошарка, а со тоа ќе биде и најблискиот соработник на Петар Наумовски. Металург доби специјална покана од Европската ракометна федерација за настап во Лигата на шампионите. Домашен спорт. Дејан Јовановски се очекува да биде најблискиот соработник на Петар Наумовски да ја извршува функцијата генерален секретар на Македонската кошаркарска федерација. Во текот на следната седмица се очекува изборот да го усвои и управниот одбор, па оваа информација да биде официјална. Оваа информација се појави уште кога Наумовски ја презентираше својата програма во која најави дека меѓу другото планира во МКФ да вклучи што поголем број на имиња од кошаркарските кругови, а Јовановски беше и присутен на состанокот што вчера новиот претседател го имаше во Агенцијата за млади и спорт. Ракометниот клуб Металург добил специјална покана од Европската ракометна федерација за настап во Лигата на шампионите во наредната сезона. Во федерацијата не ги заборавиле успесите на клубот од Автокоманда, кој во последните 3 сезони играше во топ 16 фазата, а 2 години беше дел од најдобрите 8 во Европа. Металург, кој во февруари остана без комплетниот состав, продолжи да се надпреварува со ракометари од сопствениот младински погон и неколку засилувања од странство. Треба да биде вториот македонски представник во Лигата на шампионите, заедно со Вардар кој ќе избори директен пласман. Сепак, за да ја верификува својата специјална покана, од ЕХВ бараат Металург да состави тим кој ќе биде далеку посилен од екипата со која во моментов располага. Европската ракометна федерација му дала рок на Металург до 10 јуни да испрати список со играчи со кои би играл во Лигата на шампионите, секако со простор тој тим дополнително да се засилува во летниот преоден рок. А од меѓународниот спорт Црвена звезда стигна до шампионската титула во регионалната АБА лига. Чикаго Булс се пласираше во полуфиналето на источната конференција од НБА лигата. Манчестер Юнајтед планира да плати 100 милиони фунти за Бейл. Црвена звезда стигна до шампионската титула во регионалната АБА лига, откако во четвртиот надпревар од финалната серија славеше за вкупни 1:3 на гостувањето против Цедевита. За разлика од претходниот дуел, кошаркарите на Црвена звезда овој пат се впуштија во далеку поагресивен надпревар, па стигнаа до триумф од 79:89. Со ова црвено-белите потврдија дека сезонава се убедливо најдобриот тим во регионот. Чикаго Булс се пласираше во полуфиналето на источната конференција од НБА лигата, додека Лос Анџелес Клиперс се изборија за седми меч против Сан Антонио на западот во првата рунда од плейоф серијата во НБА лигата. Булси го декласираа Милвоки со 120:44 за 4-2 во серијата, па за финалето на конференцијата ќе се борат со Кливленд. Најефикасен кај Чикаго беше Мајкл Данливи со 20 поени, Пол Гасол постигна 19 поени, а 16 поени имаше Џими Батлер. На дуелот меѓу Лос Анџелес Клиперс и Сан Антонио, тимот од Лос Анџелес дојде до триумф со 96:102 за изремнување на 3:3.
Манчестер Юнајтед планира да го сруши трансфер рекордот и да плати 100 милиони фунти за Бейл и ова лето да го донесе на Олд Трафорд. Бейл оваа сезона постигна 17 голови, а често беше удар на јавноста, па и на навивачите на Реал. Од друга страна, Юнајтед ќе има околу 100 милиони фунти повеќе на располагање за трансфер, бидејќи ќе добие 50 од влегување во Лигата на шампиони и уште толку од договорот со Адидас. Денеска имавме сончево и топло време. Да погледнеме какво време не очекува во наредните денови. И пред да ви посакам пријатна вечер, пред самиот крај на дневникот да погледнеме како поминаа традиционалните првомајски протести во Македонија, Грција, Италија, Украина, Русија и Германија. Hoy es 1 de mayo, hoy es un día histórico. Уютные катки с искусственным льдом. Новый